Скандалите во Македонија не се ништо ново, но во годината што ја ставивме зад нас се чини ги имаше во рекорден број. 2018 ја испративме, ама контроверзните и многуте неодговорени прашања останаа како дамка. Нефункционалност на институциите, неодговорни изјави и постапки на функционери и верски представници, делење сомнителни тендери и државни пари на фирми блиски до власта ја шокираа македонската јавност преку целата година. Стартот на 2018 го одбележа скандалот со антикорупцијската комисија. Под жесток притисок на јавноста, членовите поднесоа оставки, откако беше обелоденето дека со лажирани и фалсификувани сметки си подигале илјадници евра за патни трошоци. Првиот човек на антикорупционерите Игор Тантуровски прво одбиваше да поднесе оставка, тврдејќи дека не чувствува одговорност. Јас немам намера да поднесам оставка. Ама после се предомисли и сепак ја напушти позицијата. По ова владините функционери кортулија, годинава немаше кој да им го прегледува сработеното. Работиме на новиот закон за антикорупција. Согласно него сакаме да ја поставиме антикорупцијската комисија. Најгласни беа пратениците, ама закон за спречување корупција не изгласаа. Ке си купат ли политичарите време за матни сделки или во новата година конечно ќе почне сузбивањето на корупцијата. Паралелно со скандалот во антикорупцијска, јавноста ја брануваа и контроверзни случувања поврзани со МВР. Во јавноста одекна веста дека партискиот функционер на ДУИ Беки Расани ја удрил полицајката Јасмина Јаначковска, кога пајак службата му го кревала непрописно паркираното возило. Тогаш МВР излезе со соопштение во кое тврдеше дека тој се развикал, но не ја тепал, а таа сама се удрила од возилото. МВР одлучи да останат тајна и снимките од инцидентот со тврдење дека постоја законски процедури кои не дозволуваат објавување на видеоматеријалот. Сакам само да напоменам дека постои процедура законска во кои рамки и на кој начин се обезбедуваат снимките и се доставуваат до основното јавно обвинителство. И од тие причини ние не сме во можност да ги објавиме снимките во медиумите. МВР го гонеше Асани дека го нарушил јавниот ред и мир и се соочил со максимална казна од 800 евра, па го затвори случајот, кој остана со прашалници за јавноста. А кога ќе се спомене името на поранешниот прв човек на Бирото за јавна безбедност Лазо Велковски, следува нов скандалозен момент во МВР. Велковски си ја испрати ќерката на одмор во Грција со службен џип. МВР прво ги демантираше написите во медиумите дека ќерката на директорот го користела службениот Ренч Ровер за да оди на одмор. Белиот џип што беше фотографиран во Грција, а од кој се појавија и снимки од границата, на кои се гледа како ја напушта државата, бил управуван од вработен во 6-та управа, но за патувањето имало налог, информираа од МВР. Директорот на Бирото за јавна безбедност сам си заклучил дека има закана за безбедноста на него и неговото семејство, поради што проценил дека е небезбедно неговата ќерка да патува сама, беше дел од образложението. Под притисок на јавноста и по неколку дена тактизирање, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски предложи разрешување на Велковски поради овој скандал. Вие го знаете случајот кој што се случи, сметаме дека од тој аспект треба да некој да понесе одговорност заради тоа што не е можно да оставиме лош пример, лош печаток на било кој друг функционер. Премиерот Зоран Заев пак изјави дека се надева дека Велковски ќе остане во МВР, бидејќи бил важен со неговото искуство, а државата имала корист од него. Господинот Велковски е професионален човек. Да, точно тој е припадник на Социјалдемократскиот сојуз и верува во политиките на Социјалдемократскиот сојуз, но секогаш важел за еден сплотувачки фактор во Социјалдемократскиот сојуз. И така и беше. Лазо Велковски стана началник на одделот за борба против организираниот криминал. Освен во МВР, Жешко лето со скандали имаше и во Фондот за иновации. Таму пак се делеа државни грантови за функционери во владата или блиски со нив.
Повикот за поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој ја брануваше јавноста, откако медиумите објавија дека бил одобрен проект и за фирма во која малцински собственик е вице-премиерот Кочо Андјушев и таа ќе земе 160.000 евра од државата. Но и дека фирма на пратеникот на СДС Махари Локвенец добила грант од 10 милиони денари преку печатницата Гинис од Прилеп. За грантовите од истиот фонд за иновации, реакции имаше и за грантот од 10 милиони денари, кој го доби весникот Слободен печат. Јавното обвинителство под опрен глас отвори постапка за доделувањето на државна помош, а по жестокиот притисок од јавноста, Андјушев и Локвенец побараа ако собствениците на нивните фирми да ги вратат грантовите. Моите партнери изнајдоа разбирање, иако не радо морам да кажам, дека не им беше право, да тие бидат заложници на моите 16%, да нивните 84% бидат заложници. Но тие најдоа разбирање за мојата позиција и затоа ќе отстапат од договорот, иако тој договор е добиен согласно сите критериуми. Премиерот Зоран Заев повторно не побара оставки од функционерите, затоа што според него тие се повлекле и не го кршеле законот. По овој скандал Фондот за иновации најави дека ќе внимава како ги доделува парите и ги менува правилата за доделување финансиски средства. Но дали новите правила ќе искоренат старата пракса на злоупотреба на државните пари? Од скандалите во институциите, жешката атмосфера во летниот период се префрли кај локалните власти. Налик на филмско сценарио, првиот човек на општина Ново село, дење градоначалник, ноќе шверцер на цигари. The flavor of my cigarettes reminds me of the past when things were pure and innocent, too bad it wouldn't last. Боро Стојчев со неговите најблиски беше фатен 2 километри пред македонско-бугарската граница, како во 2 теренски возила превезуваат 33.000 кутии цигари од марката Калипсо во висина од 1.200.000 денари. Следуваше неотповиклива оставка од морални причини. Ние, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна и државотворна политичка партија, се водиме од принципите на почитување на правото и на законите. Од тука го повикуваме Боро Стојчев да си даде неотповиклива оставка од функцијата градоначалник на општина Ново село. Сепак Стојчев порано излезе од затвор. Директорот на Струмичкиот затвор Борче Цветков информираше дека екс-градоначалникот излегол 1 месец порано, бидејќи имал примерно однесување. Оваа приказна заврши така што владата ја констатираше неотповикливата оставка на поранешниот градоначалник на Ново село и беше одлучено во најскоро време со одлука на собранието и ДИК да бидат распишани избори во оваа општина за градоначалник. Во последните месеци на годината што измина, на контроверзии и сомнителни бизнис делки не остана имуна ни црквата. Овој пат МПЦ повторно се спомена во градежен бизнис. Фирмата МГ Фешн и обновители на МПЦ од државата откупиле парцела од 9048 метри квадратни во строгиот центар на градот, на паркингот спроти Holiday Inn, како основ дека веќе поседуваат 30% од градежната парцела. Црковните лица не сакаа да одговорат на повиците и прашањата на 1TV за овој случај. Единствено владиката Тимотеј ни одговори на повикот, но негираше било каква поврзаност со парцелата во центар и со фирмата обновители. Јас не сум инволвиран и не знам ништо. Јас не сум информиран, не знам. И не ме интересира тоа, не е моја работа едноставно. Повторно останаа неодговорени прашањата кои се однесуваат на црквата и покрај жестоките реакции на граѓаните. Јавноста остана без податоци, каде и како црквата ги користи парите кои се на располагање. И таман македонската јавност ја преживеа аферата со масовното прислушување пред крајот на годината, следуваше нов голем шок. Големо уво и во судските институции. Со години биле прислушувани суди и јавни обвинители, откри републичкиот јавен обвинител Љубомир Јовевски на средба со новинарите. Владата на Република Македонија експресно го осуди случајот со снимените телефонски разговори и истакна дека ваквите појави се рецидив од минатото.
Премиерот Заев и министерот Спасовски пак информираа дека МВР и властите оваа информација ја добиле пролетта пред 6 месеци преку своји внатрешни извори, пошто веднаш ги информирала јавниот обвинител и председателот на Основниот суд Скопје. Апсолутно набавката која што се направила во јавното обвинителство и во Скопје еден судот, знаеме кој ја раководел тогаш и тие ќе си понесат својата одговорност и бегање од тоа нема. Јавното обвинителство на Република Македонија, судовите и така натаму, ние немаме можност. Тие се независна власт која што функционира во Република Македонија, тоа да го правиме самостојно. Иако и власта и опозицијата бараа одговорност и меѓусебно се обвинуваа за откриените системи за прислушување, а од МВР најавија расчистување на аферата, до сега нема конкретни детали докаде истрагата, дали има осомничени лица и дали припадници на МВР се вмешани во овој скандал. И покрај сите овие скандали, останува да видиме дали кога ќе се стави на кантар за брефтаната македонска дипломатија со договорот од Преспа и Бугарија, посетите на државници на земјава оставија доволно тежина за Брисел со отворени раце да ја дочека Македонија во новата година, за конечно државата да ги стартува преговорите со Европската Унија.